во своето владење, не престануваат со расипништвото и бруталната злоупотреба на власта по сите можни основи. Испаничени се од неминовниот пораст на 5 јуни. Ги кршат законите на секој чекор, грабаат се што можат камен на камен да не остане во државата. Фрлаат лопати, сечат ленти, по 5 пати свечено отвараат исти објекти. Спротивно на законите вработуваат во јавната администрација, обидувајќи се да купат по некој глас. Сите државни органи се ставени во служба на кампањата на ДПМН. Дури за потребите на изборниот караван на Груевски се користат владините возила. За црната валка на кампања на Груевски и фамилијата не се штедат пари. Па нели им беа доволни 100 милиони евра народни пари потрошени за реклами во изминативе 5 години. Еве уште еден голем скандал поврзан со исплаќање на огромни суми народни пари на омилените медиуми и рекламни агенции на премиерот во заминување. По распишувањето на изборите, од сметката на владата и Министерството за финансии, Груевски исплатил за соопштенија, реклами и огласи фантастични 112 милиони денари или 1,8 милиони евра. Само на омилената рекламна агенција на Груевски и Протуѓа, Република, исплатени се 56 милиони денари. Од овој финански колач се офајдиле и режимските медиуми. Само Сител телевизија во 2 дена добил 22 милиони денари. Ете затоа и Канал 5 и Сител ја одработуваат црната кампања на ДПМН. После овој огромен скандал со право се отвара прашањето дали со овие пари се плаќаат и ТВ спотовите на ДПМН во изборната кампања. Ако на овие пари се додаде огромната сума од 1,5 милиони евра, кои Груевски ги потроши само за билборди, тогаш е јасно дека тој безобразно ги троши народните пари за купување гласови. Дополнително, реалната сума која ДПМН ќе потроши за оваа кампања е неколкократно повеќе од законски дозволениот лимит од 4 милиони евра. Замислете, овие пари за реклами и билборди ги трошат истите тие луѓе кои не се појавија ниту еден ТВ дуел, ниту едно соочување пред граѓаните. Но затоа секојдневно вештачки ни се смешкаат од илјадниците билборди поставени из цела Македонија. Вакво расфрлање со народни пари граѓаните ќе го казнат на 5 јуни.